Ургенции или пари за подобар кревет во државните карантини. Повратници од странство откриваат дека лица вратени со така наречените хуманитарни летови на владата фаќале врски за да бидат сместени во подобар хотел или во домашна изолација. Скопјанецот Дејан Димитриевски, кој во екот на короната се затекнал во Перу, а сега е сместен во карантин во Кавадарци, сведочи дека млади лица кои допатувале со него, уште на самата граница, барале партиски или пријателски врски за да бидат сместени во Скопје. Се бараат врски по партиска линија, по непартиска линија, по пријатели, по роднини, за да одиш во Скопје. Еден од тие што се сега во Иви сместени беа во извикани од полицијата надвор и внесени внатре на некои 15-20 минути, после пуштени во автобусот внатре. Тука се случило тогаш јас имам тој ми е ова и сакам подобро место. Стигнаа ли до Кавадарци воопшто или по пат негде ги извлекаа? Не, стигнаа до Кавадарци. Стигнаа до Кавадарци. Најверојатно планот бил да не се крива паника да не се прави узбуна помеѓу сите 24 што бевме. На тивок начин нас не затворија сите особите, а они после ги имаат извадено. Од Генералниот секретаријат негираат. Велат има неколку случаи на повратници преместени од државните карантини, но зад нив имало оправдани здравствени причини. Бремена жена која допатува од Дубај во 8-миот месец од бременоста од државниот карантин беше однесена во домашна самоизолација. Имаше уште неколку случаи на пациенти кои во земјава се вратиле после сериозни оперативни зафати извршени во странство. За сите нив, согласно медицинската документација, беше одредена домашна самоизолација. Алфа неодамна објави дека мајка и ќерка од Радовиш кои во земјава допатувале од Швајцарија. Наместо да поминат 14 дена во државен карантин, ургирале да бидат преместени во домашна самоизолација. Тие од хотелот Попова шапка со возило на итната помош од Штип биле префрлени во нивниот дом. За овој случај Алфа одговор побара од надлежното Министерство за здравство, но засега не добивме објаснување. Откако почна кризата, а земјите во Европа и регионот ги затворија границите. Со помош на МНР во земјава се вратиле над 2700 граѓани. Во вторник се очекува да пристигнат уште 297 македонски државјани од Северна Италија.